Вака мотото имаше представуваше подобие. Ние сме го мотото. Ајде, почнеме. Јавете се. Ајде. Добро. Добро утро на сите или добар ден. Почнате веќе подолго денот за сите нас. Јас сум Јорданка Черепнакова-Трајковска, координаторка од Тибетска амбасада Меѓаши во светот. Ви благодарам за вашето присуство и ви посакувам добре дојде во име на сите од Меѓаши и од партнерската организација СИЕ. На почетокот сакам да се заблагодарам на Центарот за социјални предпријатија за нивната поддршка, што ни овозможија денес да одржиме тука конференцијата, а и претходно во текот на процесот. Целта на пресконференцијата е да ја запознаеме пошироката јавност со документ кој што го подготвивме во изминатата година, во еден процес кој траеше од неколку месеци, стратегија за унапредување на правата на децата на територија на град Скопје. Прв од ваков тип документ локален, имавме и наскоро се надевам ќе имаме и национален акцијски план за правата на децата, но прв е во смисла на локална самоуправа, иако врската е и на локалната самоуправа. Накусот ќе ве запознам со процесот, подразбираше испитување на тековната состојба и што мислат самите деца за нивните права колку се почитувани во нашиот град. И посебен фокус имавме на децата на улица, затоа што се горечки и долготраен проблем на нашиот град, за жал. И направивме и дополнително такво истражување пред да почнеме со процесот на планирање. Кога се планираше, тоа не беше процес во кој што учествува еден човек, туку учествуваа група на представници од сите релевантни или надлежни институции што можеме да придонесеме во подобрување на нашиот град, да биде померка на нивните деца. Тоа беше аспирацијата. Не знам дали знаете за иницијативата на УНИЦЕФ долгогодишна за градови померка на децата, во кој што од нашиот регион има веќе многу со таква титула, да речем. Им даваме предност да ви ја представат, да ви кажат како ја доживуваат она што го направивме самите млади и самите деца. Ќе ви ја представат накусо се она што беше идентификувано како приоритет. А јас само ќе кажам дека во групата работна, која што изработи документот, кој што ги имате во папките новинарите, а може да се најде и на веб страницата, нова лифлетче, овој QR код води до стратегијата директно. Работната група беше сочината од представници од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, за внатрешни работи, за правда, Народниот правобранител, Центарот за социјална работа, невладината организација заштита на правата на детето, ние како организација и СИЕ и секако градот Скопје со учество на представници од нивни сектори и од образование и од социјална, детска и здравствена заштита секторот, но и советници од градот. Нема да должам понатаму, сега им давам простор на младите да ве запознаат. Прво ја поканувам, заборавам само да кажам дека работна група имавме од ученици од 9 средни училишта во Скопје и ова се представници на делот и училишта. Повели Јана. Добар ден. Да, тешка, извинете. Добар ден на сите, јас сум Јана Николовска, ученик во втора година во гимназијата Орце Николов. Денес сум тука да зборувам за дел од нашата стратегија кој што го опфаќа проблемот со дискриминацијата. Можам да кажам дека почнувајќи од 1993 година со прифаќање на Конвенцијата за правата на децата, нашата држава законски се обврзува себе, сите своји органи и жители да ги почитуваат начелата на оваа конвенција, меѓу кои што и начелото за недискриминација. Јасно е дека сите сме различни и дека различноста се тоа што направат уникатни, што направат оние кои што сме, но за жал луѓето се повеќе користат овие различности за да расшират омраза и злоба меѓу себе. Како млад човек можам да кажам дека училиштето има најголемо влијание во развојот на младите и дека и покрај тоа што тоа треба да представува една безбедна средина за нас младите. Познавам многу ученици кои што стануваат на сабајле и не сакаат да одат во училиште не поради тоа што не ќе да го слушаат професор како предава цел ден, но поради тоа што
се плашат дека повторно ќе бидат понижувани и отфрлени поради некоја лична карактеристика, без разлика дали тоа е страна на професор или од страна на другите ученици, што е уште познато како малтретирање. Иако веќе долго време живееме во мултикултурно општество, се уште постојат многу предрасуди и стереотипи од страна на младите поради различни карактеристики, без разлика дали тоа е родот, успехот во училиште, етничката припадност, начинот дури на кој што се облекуваме, социјалната состојба на младите и слично. И потоа велиме дека проблемите со депресија и анксиозност се сега еден тренд помеѓу младите, кој што потекнува од социјалните медиуми, но овие се главна последица на дискриминацијата која што доживуваат младите во нашиот град. И затоа ве замолувам сите тука да го адресираме повеќе овој проблем и да посветите доволно внимание на нашата стратегија и на конкретните идеи кои што ние ги имаме наведено за решавање на овој проблем, за да им помогнеме на младите да го доживуваат секој ден како благослов, а не како предизвик и да не живеат во страв. Благодарам Јана, благодарам за инспиративната порака и сега сакам да го поканам Димитар да продолжи понатаму со представувањето. Може. Како што веќе бе најавија, јас сум Димитар Георгиев од Средното училиште Георги Димитров. Јас денеска ќе ве презентирам втората приоритетна област во поглед на здружувањето на децата. Факт е дека, како што поминуваат годините, се повеќе и повеќе младите се незадоволни од ситуацијата во државата и се повеќе и повеќе гледаат можности надвор од нашата држава. Тоа што е главен приоритет на една држава е да им овозможи на своите млади, на своите граѓани да просперираат натре во својата матична држава. За пример, за пофалба ќе го земам Младинскиот совет на град Скопје, кој што сам по себе уште минатата година имаше дојава за учество во истиот за одредени младински организации кои што ќе може да се пријави. Меѓутоа, тоа што треба исто така да се напомени дека за ова не знаеа толку младите и не беа воопшто вклучени. Така што, како дел од стратегијата, ние одмеѓаши навестуваме да овие настани и собранија понатамошно бидат промовирани не само во медиумите, туку и во самите училишта, каде што представници од градот или професорите ќе може убаво да им обяснат на учениците зошто е тоа битно да учествуваат и како може истото да го направат. Дополнително би сакал да потенцирам дека младите денеска се чувствуваат дека немаат место каде може да се здружуваат. Затоа ние одвегаши промовираме во стратегијата да град Скопје направи посебни младински центри за здружување на младите, каде што тие ќе може да општат меѓу себе. Како последен дел од мојот говор, денеска би сакал да упатам апел не само до институциите, туку и до самите млади. Како што веќе напоменав, државата треба да ни обезбеди наши можности. Меѓутоа до нас, како млади, е ние да ги донесеме тие промени. Промени не се донесуваат така што ќе прочитате некоја колумна, ќе прочитате вести или ќе кажете нешто на часот по повредно право или по историја. Промените се донесуваат со акција, со активно учество во демократските процеси. Благодарам, Димитар. Продолжуваме понатаму со представување, повели Леона. Добар ден на сите, јас сум Леона Змајшек, јас сум ученик од втора година во гимназијата Орце Николов и ќе зборувам за безбедноста како приоритетна област од нашата стратегија. Фрапантно наше истражување, кое што произлезе од анкетата врз основа на која што ја направивме стратегијата, е тоа што 15% од децата не сакаат да одговорат на прашањето дали некогаш преживеа насилство. Тоа е доволно голем доказ за менталната рана која што ја остава стравот од насилство и недостатокот на безбедноста врз децата.
Таа рана може многу лесно да прерасне во лузна низ нивниот личен развој, која што ги прати целиот нивен живот. Потоа, таа безбедност всушност е многу тесно поврзана со останатите приоритетни области од нашата стратегија, како што е дискриминацијата, затоа што унаму каде што има дискриминација, најчесто се јавува насилството како оружје против дискриминацијата и како резултат на револтот на младите. Истото може да се случи и доколку гласот на младите и нивното право на заедничко одлучување не е испочитувано и тие во насилството би го барале спасот и би го искажувале својот револт. Како најчеста форма во секојдневието, младите го изразуваат насилството кое што е социјално и вербално. И од тие причини тие најбезбедно се чувствуваат дома, потоа на училиште, а најмалку безбедно на интернет. Затоа ние дојдовме до конкретни стратешки цели и чекори кои треба да ги направиме за да го тргнеме тој страф од безбедноста на младите и недостатокот на безбедноста и тоа ќе го направиме така што ќе воведеме задолжителни програми за меѓуврсничка едукација и медијација, обуки за прва помош и постапки при случај на природни непогоди, одржување на сообраќајот и редовно апелирање до одговорните органи за одржување на безбедноста во сообраќајот и така натаму. Би сакала да се заблагодарам на Детската амбасада Мегеши што го иницираше овој проект и исто така на сите институции кои се работуваат со нас. И за крај сакам да кажам дека гласот на младите е грамофон на напредок. Новите генерации се всушност нови бранови во реката наречена време. Таа забрзано тече, па доколку не сме подготвени за новите бранови, ќе не однесе. Благодарам. Ви доаѓа да дадам аплауз. Благодарам на сите за трите приоритетни области. Едната беше недискриминација, втората беше здружување на децата и учество на децата во процесите на одлучување. Третата област, за која што зборуваше последно Леона, беше безбедноста. И посебна област, како област, и тие се сите поврзани со конвенцијата на правата на детето. Но посебна област избоивме како приоритет децата на улица, кажавме на почетокот зошто. И пред да ја дадам збор на Илена од Дневниот центар во Шута Оризари за деца на улица, би сакала да ја поканам Клеја да ве запознае со една приказка. Ти благодарам, Јорданка. Се со цел да станеме посензитивни како општество за оваа ранлива категорија на децата на улица, но и воедно да испратиме апел до сите чинители во општеството за реалната состојба и предизвиците со кои што се соочуваат овие деца во текот на нивниот живот, уште и од ранното детство. И при тоа воедно да не ги третираме како да се невидливи, ќе ви прочитам една од приказните на децата опатени со истражувањето. Поради заштита на идентитетот на семејството, имињата на лицата во приказната се променет. Приказната на Сафет. Има 11 години и оваа година е ученик во 5-то одделение. Од пред 1 месец е немал групен дом. Сафет е роден во ромско семејство и има 2 постари браќа и помала сестра. Родителите не имаат завршено основно училиште, таткото собира секундарни суровини додека мајката не работи и живеат од социјална помош. Неговиот татко, Сенат, неколку пати позајмил пари од неговиот брат Бајан. Летово, таткото не можел да ја врати позајмената сума, па се договорил да му го даде Сафет во замена за долгот. Сафет бил принуден од чичко му да проси и краде. Кога Сафет прави дали го вратил долгот на татко му и дали сега може да се оди дома, му било кажано дека се уште не го сторил тоа, бидејќи имало нови трошоци и сега треба да го врати долгот за храна, гардероба и престојот кај чичкото. Конечно, Сафет престанал да прашува. Во месец септември, чичко му го запишал на училиште, бидејќи на тој начин имале право на социјална помош од Центарот за социјална работа. Сафет продолжил да питачи иако одел во училиште. Сафет одлично се вклопил во своето одделение. Се му било ново и интересно, а другарчињата и наставниците убаво го прифатиле. Учил и напредувал од ден на ден. Во една прилика, за време на питањето, видел соученик. Многу се засрамил и одлучил да му каже на чичко му дека повеќе не сака да питачи. Чичко му го напредувал, малтретирал, го тепал и го држал заклучен во соба 3 дена. Имал и лузни на рацете од пикавци. Кога го пуштил да си оди, чичко му рекол дека мора да заработи оноку колку што пропуштил претходните 3 дена.
Бидејќи Сафет не успеал да заработи, повторно го претекол. Како резултат на насилството, Сафет останал глув со едното угло. Следниот ден, Сафет требало да оди да проси, но наместо тоа, тој одлучил да оди на училиште. Соученикот го забележал дека е запоставен и повреден. И кажал на професорката, која го контактирала Центарот за социјална работа, па така Сафет го згрижиле во мал групен дом за деца без родители. Ваквите приказни можете да ги видите и на социјалните мрежи, на сите социјални мрежи на првата детска амбасада Милјаши, кои што се објавувани во рамки на кампањата која што е поддржана од Словачката амбасада. Ви благодарам. Благодарам Клеја за казната и да почекаме само овие. Давам сега простор на Ирена од Небиот центар за Сдруженијето за заштита на правата на деца. Јас сум Ирена Белокоста, координатор на Дневниот центар за деца на улица во Шутар Изари. Оно што можам да го кажам и навистина работната група, доста посветено работеше и придонесуваше во развој како на стратегија, така на акциониот план за деца на улица. Несуваше конкретни активности кои треба да даваат одржливи решенија, притоа водејќи се за најдобриот интерес на детето, кој од примерно значење без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавните или приватните институции за социјална заштита, судовите, административните органи или законските дела. При определувањето на стратешките цели се зеде во обзир 17-годишното искуство на Дневниот центар за деца на улица, кој што е раководено од Сдруженијето на граѓани заштита на правата на детето. Имено акциониот план за деца на улица за 2023 година, оваа година е определено да постои заради самите деца на улица, на кои треба целосно и неодложно да им се помогне. Во таа насока, првата половина на оваа година, како приоритетна активност, е предвидено спроведување на работни средби за презентација на протоколот за меѓусекторска соработка за деца во ризик, кој што го креираше Министерството за труд и социјална политика, да се спроведат работни средби за запознавање на стручните лица со протоколот, кој што овој документ е документ кој дава настоки за координирано постапување на сите надлежни институции и здруженија кои се вклучени по заштитата, помош и поддршка на децата на улица и нивните семејства. Како приоритет на втората стратешка цел од акциониот план е интегрирање на децата од улица во образовниот процес, предучилишни установи, основни и средни училишта и нивна ресоциализација, односно обезбедување на квалитетна образовна поддршка на децата преку покренување иницијатива за законски измени во соодветната законска рамка, закон за основно образование, закон за социјална заштита, заради овозможување ангажирање образовни тутори кои што ќе им даваат поддршка на децата, но и да работат со нив. И како една исто многу важна стратешка цел е заеднување на социјоекономскиот статус на семејствата, односно домаќинствата со децата, а тоа преку спроведување на анализа на ефектите и ревидирање на програмите од локалната самоуправа за вклучување на членовите од семејствата и како следење на обуки за квалификација и доквалификација преку Агенцијата за вработување заради полесно вклучување на пазарот на труда. Благодарам. Благодарам Ирена, ви благодарам на сите за представувањето, се надевам да видите слика за што станува збор во документот и на крај би сакала да го поканам и председателот и еден од основачите на детската амбасада Милјаши, магистар Драги Змјанец, да ви каже нашите главни и завршни препораки и увиди. Благодарам, Јорданка. Политичарите љубат да кажат дека децата им се фокус и најчесто, па дори даваат свечени изјави, подпишуваат и така натаму, дека ќе направат се да го направат и градот и државата по соодветно место за живење, каде што нивната креативност, активност ќе доведе до позитивни промени. Но забележавте и самите млади прекажаат дека имаме континуиран одлив на млади кои си заминуваат од Македонија. И затоа не се збори баш толку гласно, а тоа е многу сериозен проблем. И ако не се направи нешто, да биде поприлично место за живење на младите,
каде што нивниот активизам и личност ќе дојдат целосно до израз и да бидат креатори на идните промени, ние, оваа генерација на млади активисти, можеме да изгубиме и да станеме општество без иднина. Морам да кажам дека за жал досега нема ниту еден локален план за детски права и токму затоа оваа стратегија на град Скопје и акцијските планови се пионерски чекор. Впрочем, ние ще правим многу пионерски чекори, па и ова ќе биде дел од пионерскиот чекор, да ги потикнеме општините да навистина донесат активни планови кои децата ќе ги уживаат, а не само декларативни, како што кажав на почетокот. Потик и аспирација градот Скопје да аплицира во глобалната иницијатива Град помирка на децата е исто така голема инспирација и мислам дека треба примерите како Љубљана, Марибор, Атина и други уште 15 градови во светот да биде мотив да навистина градот се доближи до децата. Не само на 20 ноември, не само на 19 ноември, не само на 10 декември, туку секој ден 365 дена. Ги потикнуваме градоначалниците да се заложат за подобри општини за децата и да им овозможат, како што споменавте, општини каде што навистина ќе го практикуваат детскиот активизам и детското учество. Го повикуваме градот Скопје, градоначалничката и председателот на советот, и вклучувајќи ги советниците, да не застанат тука со овој документ, ова да им биде ним работна задача. Ние од нив очекуваме, затоа се платени. Нашата работа завршува тука. Ние им даваме готова стратегија, готови акцијски планови. Ако чекаат и ние да ги спроведуваме, грешат. Можеме да им бидеме партнери во процесот на спроведување. Посебно апелирам во однос на децата на улица, има одлично дефинирани активности во оваа стратегија. И да не гледаме децата како питаат, испружени рачиња се злоупотребуваат нивниот труд и најлоши форми на детски труд се киднапираат, ги нема, а да не говорам за деца фантоми. Се додека децата се исклучени на рана детска возраст од градинките до училиштето и додека не се вработи барем еден на семејството и нема строг надзор на остварување родителско право и кров над глава, овој феномен како резултат на детска сиромаштија ќе го имаме и понатак. И оно што е најважно, градот Скопје да обезбеди буџет за оваа стратегија и акцијски план. Ако не го стори тоа, тоа оди на нивна совест, а совеста многу тешко се пере без да направиш нешто позитивно во својот мандат додека имаш позицијата на моќ. И уште така ја повикувам донаторската заедница, вклучително сите амбасади, да не решаваат само политички прашања во државата, туку да се фокусираат на децата и тие да бидат активни чинители во промената и да поддржуваат активности кои директно ја инспирира детската млада душа да биде креатор на промените. Благодарам. Благодарам и јас. На крај само сакам пред да ви оставам простор за прашања, поврзано со повикувањето на градот на Скопје. Проектот, подготовката на стратегијата е дел и финансирана со нашите пари, со пари од буџетот на градот Скопје во рамки на програмата за социјална детска и здравствена заштита за 2022 година, но исто така и со поддршка на, имаме тука представничка од Словачката амбасада, затоа што препозна дека е нешто што треба да се поддржи. Би било неодговорно, недомакински или не знам кој друг збор да го употребам, ако се инвестирало во подготовка од страна на градот, од страна на наши придонеси и тука да се застани да заврши во фиока, на веб страница, без при тоа да се даде можност да заживее. Макар и во 5% од она што е предвидено. Повелете сега, вам ви оставам простор да го имате прашање. Повелете. Како што слушнав и од децата и од председателот, се работи за цело време се работи за планови или стратегии што ги вклучуваат децата или младите. Меѓутоа, ако малку подлабоко размислуваме, ова се случува, ова на децата им се случува поради родителите или поради едукацијата што родителите ја имат. Дали има некои акции или планови, стратегии што ги вклучуваат родителите, затоа што всушност родителите, тие деца што прават булинг, кратко кажано, или дискриминираат, тие се едуцирани од дома така по најголема веројатност. Дали има некои стратегии што се прават во тој однос кон родителите, што ги вклучуваат родителите? Сака некој да одговори?
Микрофоните да ги доклучим? Да. Да, само целата мапа да се краја. Доколку ја погледнете нашата стратегија, имаме конкретни планови напишани кои што вклучуваат едукативни кампањи кои што ги опфаќаат и родителите, но и професорите во училиштата, бидејќи од нив така потекнува например за дискриминацијата голем дел. Имаме предвидено например и телевизиски програми, некои повеќе емитувања на телевизија кои што ја подигнуваат свеста, бидејќи повозрасните денес повеќе гледаат телевизија, кои што можеме да заклучиме, кои што ќе ја подигнат свеста и на возрастните за проблемите со кои што се соочуваат децата и се надеваме да ќе ги мотивираат и ќе им покажат колку треба правилно да ги едуцираат нивните деца за да не се случуваат истите проблеми и понатаму. Дали некој сака да додаде нешто или? Имаш уште една коментар? Да, јас сакам со председател да прашам. Значи, ова се може збор за Скопје, како локално стратегија нешто. Дали мислите дека треба да се преземе нешто во државно ниво, некои ифни измени на законот или нешто, бидејќи ние гледаме на секој авол, не само на нашиот град, туку и во други градови, како гледаме деца питачи и на некој начин јас мислам дека тоа е експлоатација на децата. Дали мислите дека треба да се предземе нешто итно за да се смени таа ситуација? Имаме ние генерален проблем, многу сме добри во донесување на закони, дури некојаш и под европско знаменци, па за ги донесуваме. А имаме проблем нефункционалност на системот, државата со своите инструменти, министерства и така натаму, не доволно е активна во спроведување. И нашата улога некојаш како граѓанска организација е да ги подсетуваме на законите и конвенциите, всушност конвенцијата за правата на детето, ја би рекол дека е инструмент голем притисок да се мобилизира државата со сите институции, а уште повеќе што доставуваме извештај во сенка до Комитетот за правата на детето со членки од над 30 граѓански организации, така наречен алтернативен извештај, каде што веќе се стигнати препораки од комитетот, каде што државата треба да ги спроведе во пракса. Имаме проблем со праксата и благодарам до комитетот што проставил препораки, иако тие препораки не секогаш државата ги спроведува, дури и нашите апели не секогаш ги почитува и ги разбира. И затоа е проблем во однос на соработката граѓански сектор и институции има празнина, затоа што постојат многу комисии и тела и повторно се среќават и повторно ги дефинираат состојбите, а состојбата е скоро иста. Вие гледате понатаму дечиња со испружени рачиња, така, посебно има и сезонски деца кои излегуваат надворно од училиште за работа дома. Сето тоа е поврзано не само со неукост, но и писменост, туку и со сиромаштво. Ние додека не решиме детската сиромаштво, не можеме да во законска рамка ги решаваме проблемите на тие, а семејства им треба до едукација семејствата да можат да се вработат, да работат, да изживеат од својот труд, да не зависат од социјална помош, детски додаток и било какви бенефиции кои секогаш се символични и одна што јас цело време лично го заговарам до Министерството за труд и социјална политика. Ако успееме децата рано да ги вклучиме во градинка, а УНИЦЕФ кажува првите 5-6 се најважни на свет, ние создаваме друга животна навика, други животни можности на тие деца и тие деца верувам дека нема да ги гледаме на улица. Значи за тоа повторно треба буџетот да се отвори и децата да се вклучат рано во градинка. Штом ги вклучиме во градинка, веќе првиот четвртко задолжително основно и средно образование ќе биде сторено. А ако ги вработиме родителите и гледаме дека тие квалитетно го остваруваат родителското право, па дури да живеат во субстандардни услови, и ако кажав и кров над глава, мислам дека ќе го решиме овој фамозен круг на неписменост, сиромаштво и злоупотреба на деца. А дали мислите дека децата што ги гледаме ние секој ден кои питаше дека треба да ги земе некој од државата? Па има интервентни служби за помош, спомнавте и мали групни домови. Да. Значи има разни форми каде што државата може да има истражувачки семејства. Значи има многу форми, само бара поголема мобилност и активност од страна на тие кои ги имаат ингеренции. Ние таа ингеренција ја немаме. Затоа и споменам. Ние сме партнери на државата со сите институции кои ги имат. Може гласно да говориме за проблемот, да понудиме одредени решенија, да бидеме дел од решавање на процесот, ама да го решиме ние не може. Значи државата не сака. Не, може, само треба капацитети да се градат
и да бидат уште поодговорни од колку што се. Да може, пред да ја правите, всушност кога сте правиле стратегијата, сигурно имате нели увид моментална состојба каква е, средношколците спомна булингот, насилството. Имаме ли примери кај што средношколци носат оружје во училиште, бидејќи веќе знаеме дека ги носат по автобуси? Како реагираат децата, другите деца во такви случаи и кај булинг, колку сериозни се тие дискриминации меѓу тие деца и може би некои примери колку од нив се пријавени, колку се расчистени, што прават тие, ги пријавуваат во полиција, во училиште, кај психолозите, кај педагозите. Конкретни примери да ни кажете. Во однос на носење на оружја во училиштата, мислам дека тоа е навистина ретка појава и среќна сум што можам да го кажам тоа, така што не предизвикува толку страв кај учениците, но во однос на булингот и дискриминацијата, тоа е секојдневна појава, што дури во овие училишта, што да речам, се сметаат за поугледни и од највисок стандард во нашата држава, Орце Николов и Георги Димитров, од каде што доаѓаме ние, и таму ги има. И навистина има катастрофални последици. Сите ние имаме другарчиња и другарки кои што сме ги знаеле во скроз друго светло, пред да почнат да се соочуваат со дискриминација и булинг во училиште, но страшното е тоа што повеќето од нив се срамат да го кажат тоа, и исто така се исплашени тоа да не се зголеми доколку го кажат проблемот на некој друг. Најчесто проблемот го кажуваат дома, на семејството или на блиски пријатели, меѓутоа многу поретко проблемот се кажува до институциите кои што се надлежни на тоа, како што се например во училиштето професорите, психолозите, социјалните центри и така натаму. Сметам дека тоа треба да го прават децата, односно да бидат поедуцирани дека треба да зборуваат за проблемот и да кажуваат на надлежните институции и органи, затоа што тоа е единствениот начин на кој што може да се реши. Јас би сакала само да додадам во однос на нашата комуникација. Само и пред. Сакала само да додадам во однос на нашата комуникација како прва детска амбасада и како Ало Бушевко телефон за деца и млади, кој што е единствен телефон за деца и млади во Македонија, дека во рамки на досегашното искуство е зголемен бројот на дојде од самите деца по однос на булингот. Што, например, во претходните години би бил намален, така да свесноста кај децата навистина се зголемува, не се секојдневни пријавите, меѓутоа и кога ќе се пријави, и самите деца размислуваат што исто како што спомна еден од соговорничките, какви последици, дали јас ако пријавам, тоа ќе се надовести на мојата оценка или на мојот однос кон другарите и така натаму, меѓутоа верувам дека и со вакви настани и со оваа стратегија дополнително ќе се зголеми бројот на деца кои што се булирани, кои што ќе го пријавуваат, затоа што како психолог можам да кажам дека дефинитивно влијае булингот врз нивната психофизичка состојба и правилен раст и развој. И верувам дека никој не би сакал од нив да биде во таква ситуација, меѓутоа различни причини и фактори влијаат за да се наоѓаат во таква ситуација и ние треба да бидеме тие што ќе им помогнеме и ќе ги поддржиме да го на некој начин поменат сето тоа. Има други прашања? Јас ве поканувам, имате и на тоа малецкото брошурче зелено, имате да разгледате, не е многу документ, лесно читлив. Ве посебно се обраќам сега до медиумите да не поддржите во тоа да сериозно ја разбере градот Скопје својата инвестиција. Не е ништо неостварливо ставено во